Што точно се случува помеѓу Ритко, Боки 13 и Гунеш? Боки 13 и Ритко влегоа во нова драма што ја тресе целата јавност. На YouTube каналот на Боки 13, еден пејач поднесе страјк за авторски права. Но тоа не беше обичен страјк. Пејачот бараше 500 евра за да го тргне ударот од каналот. Парите требаше да се предадат лично. И човекот што ги однесе беше Ритко. Во живо емитување, јавно ја отворија целата ситуација и објавија дека случајот е пријавен директно во полиција. И оваа приказна само го покаже едно. На Балканот, вистината секогаш исплива на површина. Од целата приказна се појавува уште едно звучно име, пејачот Ерџан. Според тоа што го откри Ритко, Ерџан бил тој што ја дал идејата за страјк. Тој наводно му кажал на пејачот Гунеш што треба да направи и како да постапи. Гунеш ја прифаќа идејата. И токму по таа стратегија се прави страјк на YouTube каналот на Боки 13. Со други зборови, планот започнува кај Ерџан, Гунеш го одобрува, а ударот завршува кај Боки 13. Се уште не знаеме колку од ова е вистина.